Овие млади луѓе не се обични заварувачи, ниту пак обичниот вар би можел да го издржи притисокот под кој се наоѓаат овие цевки. До пред известно време во нашата република и немаше потреба од вакви кадри, но денес, кога посебен акцент се става на изградбата на хемиски, петрохемиски, а особено енергетски објекти, без нивното учество не би можел ни да се замисли почетокот на работата. Одлики на овие млади луѓе, специјалисти во својата професија, се образование, смиреност, упорност, трудолюбивост, храброст и пред се талент и природен осет за материјалот со кој работат. Кога се наоѓаме во РЕК Битола, термоелектраната, што е тоа аргонец всушност? Аргонец е, можем да кажам, да не биде фалба, али еден такав дефицитарен кадар сега е во моментот. Ми вршиме напори за да оспособиме повеќе луѓе да бидат аргонци, меѓутоа имаме една паралелка. Сега приличен број бидна, али секој аргонец не може да биде. Оти треба да си прецизен, мирен и сталожен. Нервоза не бара многу, прибидејќи од такав карактер се работат високопритисни цеви, кој што мора да биде квалитетен варот и наравно да издржи одреден притисок кој што треба да врти генераторот. Колкави се тие притисоци? А притисоци баш тачно не знам да кажам, али се работи од поголем притисок, чак што више дури 220 па до 270 притисак. Што би се случило во случај на грешка? Во случај на грешка сега има снимачи кои ги провераваат тие варови. Мора да биде како основниот материјал и варот исти, за да би одредени притисоци издржи. Тоа се контролира фактички речено. Значи овде никако не сме да има грешка. Никако не сме грешка да има, поготово на котловскиот систем, кој што е и срце на електраната. Од која година сте вие аргонец? Јас сум од 74-та година аргонец и имам претежно работено на термоелектрани и од деликатни работи као хемиска индустрија, да не набројавам, на пуно обекти сам работил и кои работам и ден денес. Многумина млади сакаат да станат аргонци, а сепак не може секој да биде аргонец. Што е тука работата? Точно е, ја пред малце напоменав дека треба да е талентиран за да биде аргонец, мада викаат порано дека заварувач е последниот занат, али меѓутоа практиката каже дека не е тоа така. Тоа се сите овие варови овде. Што значат овие бројки на цевки? Тие бројки значат на секој вар е обележен под кој број, која се води евиденција во книгава, да се знае утре ако би дошло до дефект, мада се испитува сега и се греши некаде, не. Сега на што работите? Јас моментално работам испод генераторот на алуминиум, кој што фактички ќе тече и струјава на далековод. Што всушност представуваат аргонци? Тоа се заварувачи кои заваруваат електролачно во заштитна атмосфера на аргон. Практично, денешните објекти кои се прават, кај што се захтеват страшно големи квалитети, кај што има притисоци над 100 атмосфери, кај што има температури над 500 степени, не може да се изведат без заварување под заштита на аргон, затоа што другите методи на заварување не се подесни за примена на објектите. Во градбата на современите објекти се барат одредени квалитети кои при спојувањето на материјалите тешко би можело да се постигнат во колку не се работи со специјални постапки. Една од таквите методи која најчесто се применува во светот и кај нас
е методата со заварување од заштита на аргон. ФАКОМ во 1974 година работеше еден објекат во Охис, кај што имаше материјали од високо легирани челици, аустенитни, и можеше да воведе таква метода. Нормално формираше курс, спрема вариоци и почна првите зачетоци на заварувањето. ПВЦ комплекс комплет го заварија ФАКОМ сите аргонци без помош од страна. Потоа следеа објекти во термоенергетиката. Дојде првата македонска електрана Осломеј, кај што ФАКОМ сите аргонци требаше да заварат некаде околу 23.000 вара на котелот, а иначе вкупно околу 50.000 варови. Задачата сасвим успешно ја обавија. Квалитетот е на ниво некаде околу 3 до 4% грешки. Потоа дојдоа објектите во Битола, термоелектраните 1 и 2, потоа рафинеријата во Скопје, па следат ремонти на електраните во Македонија, па доаѓа ПАН 3 во Охис, така што нашите аргонци имат заварено некаде над 160.000 вара. Едини начин до доваѓање на овие кадри е начинот преку формување на курсеви кои од 1974 година почнавме да ги одржуваме во нашата работна организација. Првиот курс го оформивме во Охис, потоа одржавме курс во Т. Осломе Кичево, одржавме исто курс во Битола и 1982 година одржавме еден курс овде во дирекцијава, негде со 60 заварувачи кои денес работат на градилиштето РЕК Битола. Првите курсеви баравме да самите кандидати имат завршена метална струка, но потоа бидејќи нема доволно кандидати не се јавуваат, мислам, со метална струка, има 1982 година распишавме преку оглас курс дека може да се јават кандидати со завршени други занимања, како економисти и гимназијалци. Мислам дека многу од нив не го положуваат курсот, бидејќи тој е ипак специфична работа, бара доста талентираност во работата и тој резултат како квалитет тие не може да го дадат веднаш во почетокот на првите месеци во работата. Ние понатаму настојуваме да работиме со нив, ги усавршуваме, вршиме пробни контроли, атестации и после негде 2 година ние добиваме добри квалитети од нив. Курсот заврши 3 месеци. Јас сум иначе квалификуван вариоц, а после тоа курс 3 месеци за аргонско заварување. Инаку како аргонци таму што посетувавме, имавме се организирано за заварување по аргонски апарати, имаше цевки исто што се припремавме. Се идеше во добра состојба. Инаку двајца работиме од таа генерација, само двајца останавме. Другите напуштија фирма, некои не успеа и така. Како беше во твојата генерација? Ти заврши пред година дена. Да, точно. Пред година дена завршиме, курсот беше сосема успешен, мислам. Таа од скоро 30 курсисти, само 10 наше бевме успешни и добивме мислам висока квалификација за тоа. Курсот беше добро организирано, во
електромашинскиот училищен центар, каде што една недела имавме сосема теоретски оддел. Таму го завршивме, после ни 2,5 месеца бевме во фака монтажа, во нашата фирма, каде што моментално работиме. И таму курсот беше сосема добро, мислам, организиран, каде што и ја тестиравме. Сосема, мислам, Сега овде како работите? По двајца работите или секој за себе? не, секој за себе тука, не можеме двајца. Само зависи во кој случај, ако е некаде ептен местото тешко за заварување, тогаш во пар работиме. Но така како на котел, например, таму секогаш во пар се работи. Кои се најголеми тешкоти во оваа работа? Најголеми тешкоти овде кај што се бара од работникот психофизичка состојба, здрав да биде и физички и психички во секоја седа. Пошто и таква тежина на работа, например летоска ние што работевме на котел, секаде и прљавштина и од страдање од разни страни имаше, али се идеше во ред. Инаку најголема тешкоти е кај нас што времето, зимски период, ветер, мраз, изложени сме за сите услови, тие негативни услови што влијаат на човек, како и на други фактори што имаше. Вие се млади луѓе, имате семејства, сакате и дома да одите, како е тоа организирано? Сега за сега добро одеше. Секоја недела си одевме дома во петок или во сабота организиран превоз преку Млаз Богданци и наутро и навечер сега се враќаме. Инаку сега како почне оваа фаза пред испитување, сега пред пуштање за опогон, работиме нон-стоп. Понекогаш по 12, 14, па и 16 сати. За дома одење, кога ќе се заврши, тогаш ќе одиме дома. Дали сте женет? Да, имам 2 ќерки. Кога се оженевте? Па пред 6 години се оженив. Пред да бидете аргонец, не би? Вие сте помлад. Да. Дали сте женет? Не, уште е рано за да мислам за тоа, мислам. Овде во разговорите со луѓето, они ни на шала ни рекоа дека аргонците како теренци тешко може да се оженат. Не е точно тоа. Зошто тоа не е некој проблем, зашто аргонците што не може, аргонците немаат никаква мана, што да се рече. Се пак нормални сме како и другите луѓе. Пари има доста сега, може да се каже, пари зимат и шетање секогаш на терен. Ретко дома се вртат за тоа. Во секој случај, одите во Скопје, имате време и... Да, точно. Имаме време, мислам, порано секогаш неделно, сабота недела до бевме. Сега поради ова мобилност што дојде, мислам, треба цел месец и мора што побрзо да се пушти втората фаза во погон. Поради се знае големи рестрикции се сега моментално во нашата земја и имаме потреба за енергија. Овде, во факов работна организација, што работиме на изработа на електраната Битола 2, порано што знае дека првата фаза ја завршивме, а сега во ЕКЕ и во завршна фаза е Битола 2. Овде сме сместени ко фирма и 90% од луѓето живеат во бараките, во населбата Субодол. И Какви се условите овде за сместување, што мислите за овие бараки? условите во овие бараки за сместување се, па да речем, задоволувачки.
задоволува се, зависи кој какви услови бара. Мислам, нашиот теренски живот, кој нешто само се по терен, овие добри услови ни се. Пружени се услови за превоз имаме добри, што секој време имаме возила, 2 автобуса имаме, мини вовчи имаме тамче, имаме фичо, 2 фичиња на располагање. И за што друго што А зошто сте овде сместени вие? Ние овде сме сместени во браките за Вие можете да бирате и Битола да одите, да нели? да бидам во град и да бидам овде. Овде сместени најповеќе ради само интервенциите и потребата на работа. Примерно може се случува да работи подолго од работното време. А ако сме во град, треба да планираме за превоз, за идење, за враќање. А овде што сме во браките, значи нема проблеми, немаме. Ако се случи некоја интервенција, пример преку ноќ, навечер, од овде, тука сме интервјуираме, секој време може да се најдат луѓе за работа. А исхраната каква е? Па видите, вака нас исхраната се прават понекогаш вака некои, како да речам, пропусти, тоа нема тога кој да се обвини за тој пропуст, пошто еве како денеска што се случи нема ја струја. Некој ќе случи нема вода и тогаш добиваме суп оброк, сува храна. А инаку храната Добро, тоа е тој оброк што го обезбедува работната организација. А вие како се храните? ние сами се купуваме од град. Се групираме, има групи се готово е, се прават варио, се прават јадење. Некои се само со уместни производи, со сува храна. Имаме ние пример да еден човек, како кај нас што ние во група една, еден човек е стално ни купува за преку неделата еднаш два пати ќе купи и се спремаме после работа јадење. Значи како дома домаќини. Па ние сме фактички овде 7-6 дена, еден ден сме во неделата дома и ние сме домаќини овде, дома сме гости. Јас се викам Меновски Драги, иначе сум од Кичево. Во Рек Битола сум дојден 19. јуни 78 година. Па, како прв пат на терен тука, стварно ми беше онака тешко, мислам, одвоен од домашните. Меѓувреме, како млад, одев неколку години и видов дека и тоа е проблем, бидејќи сам треба да се перам, сам да готвам ручек, вечера и тие работи. И на основа тоа потребата беше таква да ја се оженам. Како жене сега, живеев едно 6-7 месеци во Битола, каде што станувањето ми беше очајно, бидејќи не е како дома. Кирија плаќав околу 300 нови динари и спиев незадоволувајќи с обзиром да потребата и условите кои сматрав да треба да бидат онакви, мислам, како газда од куќата кај што станував, не беа задоволни и мораше да напуштам од тука и така да жена ми ја преселам во Кичево. Меѓувреме, сега на 14. јануар добив ќерка и се осеќам малку како на терен, стварно тешко, нормално како мајка, нова, млада и јас како нов родител. Проблем е тоа што, пример, треба му се помогне на малото, на нормално на жена ми и како така проблемот теренски е стварно тежок. Меѓутоа, ипак, потребата е таква кај мене да и сите тие работи морам да ги издржам. Како ви е организиран овде животот во слободно време? Живот во слободната активност овде кај нас после работа е вака, може да речем, доста на високо ниво. Ние овде во мезда што ние воедно после јадење, таа срчество ја користиме и ко сала за рекреација. Таму имаме телевизија, гледаме телевизија, играме билјарда, пинг-понг имаме табла. Кога е добро времето, организираме турнири на мал фудбал. Пошто овде сме многобројни, имаме над 300, може и повеќе работници. Плюс тоа синдикатот нас се организира еднаш во месец или кога како ќе има можности на театар, некоја фудбалска такмица. Мора човек во сета работа, мора да има малку некоја разумна, некоја рекреација, да малку подзаборави на психичката заморност од работа, да се малку распушти.
Аргонците се луѓе кои поради природата на работите голем дел од животот го минуваат на терен, далеко од своите најблиски. Колку и да се различни нивните животни приказни, заедничко на сите е што се сите теренци, луѓе кои ја сакаат својата работа, но чии мисли постојано се некаде далеко. Затоа меѓу нив постои големо пријателство и разбирање, затоа тие го организираат своето живење, заеднички се хранат, забавуваат и спортуваат. Речиси редовно работат прекувремено, во многу тешки услови и на тешко пристапни места, но кај нив не се приметува умор. Работните задачи ги префаќаат најнормално дури и тогаш кога од нив се барат да работат повеќе од 16 часа на ден, затоа што се свесни за значењето и потребата на објектот кој го градат. Што имаш завршено? Јас имам завршено машински техничар. Известно време студирав, меѓутоа немав доволно финансии, така да морав да го запоставам факултетот на еден начин и да се преориентирам кон вработување. А од каде си? Инаку сум родом од село Постарака, тоа е Крушевско. Тамо не може да се вработам, пошто не постојат такви фабрики и други организации со метални струки, затоа морав да се преориентирам, да барам работа на друго место, а тоа испадна да работам во Скопје. И го заврши курсот, нели? Да, курсот го заврши пред нешто повеќе од една година со добар успех и после тоа ме испратија на работа на терен во Битола. И што мислиш за оваа работа? Колку е таа тешка? Има ли тешкоти на кои се сеќаваш? Секоја работа си има своја тежина, така да не можам да речам дека е најтешка работата, пошто има и потешки работи. Меѓутоа, оваа работа е малку поделикатна за разлика од некои други работи, затоа што бара и доста прецизност, бара усет, а и бара доста голем квалитет на работата. Така да секој заварен спој се снима, ако не чини тоа и не чини и вариоцот, квалитетот мора да биде добар. Мора да се протнете на секаде. Каде е најтешко да се работи? Најтешко да се работи на оние места кај што нема доволно простор да влезе вариоцот и да се вари. Таму кај што има најповеќе цевки, што се вика, кај што човек не може да влезе таму и потешко се вари. Како сте обезбедени на тоа работно место? И таму нема голема шанса да се обезбеди. Обезбедување постои, меѓутоа тоа обезбедување некогаш не одговара, да речем, ради тоа што не може да се достигне до варот, лоша позиција на варот, така да со една нога стоиме, со друга се крепиме и така. И по колку сата на ден така? Тоа некогаш и по 12, а некогаш и по 15 сати. Зависи од работата. Ако некоја работа се брза, тогаш мораме да настојуваме да завршиме таа работа и мораме да останеме и преку време. Ко механичар работев 7,5 години, со преквалификација станав аргонски заварувач. Мислам дека состојбата за бензинот и нафтата дојде критично време и нашиот занат ко механичари стана тежок и заработувачка мала. Така да мораше да се преквалификувам, да станам аргонски заварувач. И многу ми е подобро, заработочката ми е поголема. Работава нели е потешка од таа на автомеханичар? Па не е потешка, али мислам дека доаѓа моменти кај што има и потешка ситуација, али се просек земја не е потешка. Во успоредба да дам овде малку доаѓа такви моменти да тесен простор, неприступачност, тоа е разликата. И одговорност се бара, одговорност, да. Зошто е таа одговорност? Што е тоа толку важно? Па видите, ние кај што заваруваме цевоводи, они се под голем притисок, доаѓа до 250 до 300 атмосфери, така да варот мора да биде 100% исправен и тука е големата одговорност. Многу се задоволни. Чак што више се слушаат разговори дека не предлагаат и на друго место. Многу се од нас задоволни, као брзи изведувачи, тачни изведувачи. Може да се каже дека
Тоа е онака зборење меѓу нас работници, дека ФАКОМ го фалат на сите места, кај што се збори за термоелектрани од ваков тип, дека ФАКОМ представува една организација која што може да се сврсти меѓу најквалитетните во Југославија. Особено втората фаза на овој објект. Да, втората фаза е во многу краток период изградена и многу квалитетно. Така да во спореда со првата во времето многу добиено. Вие сами баравте да станете да работите оваа работа, бевте автомеханичар, можеби помирно беше. Оде велите подобро вие, но што е полошо во оваа работа? Па теренскиот живот. Одвоено од фамилија, идеме на висина, така да ризичноста е со нас, паѓаат предмети, може да се случи така погрешен корак да се направи и не поврат да се отиде. А мислите се дома, нели? Обавезно тоа, за дома обавезно. Па видите, доаѓањето овдека и преквалификацијата моја овде е поврзана со животот дома, фамилијата. Мислам дека такво време дојде да мора секој да го тражи крајот сам. Ретко кој работи толку многу како аргонците. Ретко кој е толку мотивиран и свесен за значењето на работата што извршува, како и за потребите на нашето стопанство и општество во овој момент. И нашите и странските стручњаци постојано даваат високи оценки за брзината и квалитетот на извршените работи од страна на нашите аргонци, па затоа не би требало да не чуди ако наскоро чуеме дека ФАКОМ и неговите аргонци изведуваат објекти во странство. Добриот глас далеку допира, а вакви стручњаци ретко каде има.